Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Нередовен менструален циклус, неплодност, појава на млеко од дојките, намалено либидо, замор, главоболки, лош спермограм кај мажите. Зато овие симптоми понекогаш може да стои покачен пролактин. Овој хормон не е важен само за доењето, туку влијае врз општото здравје и кај жените и кај мажите. Кога пролактинот е знак за минливо нарушување, а во кој случај може да укажува на сериозен проблем со хипофизата. За диагностиката и лекувањето денеска разговараме со професор доктор Искра Битовска, ендокринолог. Останете на Телма, а како и досега ќе имате простор да поставите прашање во програма. За покачените и ниските вредности на пролактинот денеска зборуваме со професор доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Професорке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и ви благодарам на поканата. Пролактинот е хормон со мощна важна функција. Каде точно се создава? Пролактинот, како и сите други хормони, нели? Јас не си ги потценувам хормоните, сите се подеднакво битни и си имаат своја улога во организмот, се создава во хипофизата. Хипофизата е, нели, она малецка жлезда која што се наоѓа точно зад коренот носот. Многу е малечка, меѓутоа е многу важна. Значи, пролактинот се создава во хипофизата, но под директна контрола на хипоталамусот. Тој пак се наоѓа преку една дршка. Хипоталамусот си ги спушта своите капки, односно хормони, до хипофизата. Така да се создава во хипофизата, но контролниот механизам е во хипоталамусот. Дали примарната улога на пролактинот е поврзана со доењето, односно со создавањето млеко во дојките веднаш после породувањето? Пролактинот го имаат цицачите, нели? Другите организми живи го немаат. Поврзано и примерно е создаден за да овозможи продукција на млеко и за да овозможи доење. Тоа е точно. Влијае ли врз менструалниот циклус кај жените? Апсолутно да, тоа е заштитен механизам, нели? Зошто? Кога жените ќе се породат и почнуваат да дојат, најчесто немаат циклуси. Не е тоа, нели? Кај секоја жена, често пати добиваат циклуси порано, меѓутоа пролактинот е оној што спречува овулација, односно создавање на нова јајцеклетка додека се дои. Доколку се покачени вредностите на пролактинот, тоа значи дека жените може да имаат нередовен менструален циклус или пак сосема да отсуствува? Апсолутно, може и да има нередовен менструален циклус. Сега зборуваме, нели, за небремени жени. Така. Може да има нередовен менструален циклус, скоро па и дефиниција е дека менструалниот циклус кај жената во репродуктивен период изостанува. А пролактинот влијае ли на здравјето кај мажите? Секако дека влијае и кај здравјето на мажите и покрај тоа што пролактинот не делува на истиот начин, меѓутоа кај здравјето на мажите делува на тој начин што прво мораме да видиме што се случува во хипофизата и зошто и таму е пролактинот зголемен. Значи, нормалниот пролактин и мажите имаат пролактин, нели, вредностите на пролактинот се само помали кај мажите, меѓутоа тој постои. Што значи дека се има и други улоги во организмот и кај жените и кај мажите, но доколку е покачен пролактинот кај мажите, практично ги прави оние несакани дејства на намалено либидо, намалена потенција, нерасположеност, депресивност, меѓутоа тоа се многу општи симптоми, значи не е нешто што се должи само на покачениот пролактин. Дали лошиот спермограм кај мажите укажува на покачен пролактин? Точно, убаво ме потсетивте. Значи, дефинитивно делува, меѓутоа тука има удел потеклото на хиперпролактинемијата. Зошто е тоа така? Така, ќе проговориме кои се причини доведуваат до покачување на пролактинот, но да се задржиме уште малку на неговото дејство. Точно ли е дека пролактинот влијае врз растот на косата? Па ако е покачен, ќе има забавен раст? Да. Има ли вистина во тоа? Доколку е покачен има забавен раст, исто така има чудни ефекти доколку е намален. Така да и едниот и другиот момент доведува и до растот, забавен раст на коса, доведува и до имунолошки проблеми и тука делува прилично контрадикторно, например, доколку го има во вишок пролактинот сам по себе. Делува многу добро на имунитетот. Значи, сите оние клетки кои што учествуваат во одбрана на организмот, било да се Б клетки, било да се Т клетки или има уште клетки кои се викаат природни убици на непријателските клетки, се додека пролактинот во нормала, сето ова е во баланс. Колку пролактинот се зголемува,
толку, нели, логично е да се очекува, нели, што вака убаво делува на имунитетот, кога би го имале овој хормон во вишок, уште повеќе би бил нашиот имунитет, уште подобар, нели, и посолиден. Меѓутоа, тој од една страна е пријател, кога е нормален, меѓутоа на имунитетот, од друга страна, практично делува како непријател. Делува општо од обратно од ова што го зборуваме сега. Така да има доста автоимуни состојби како мултипла склероза, како Хашимото тироидитис и како други автоимуни болести, како системски лупус еритематода, значи се надвор од сега, нели, мојата патологија освен Хашимотото. Тука најчесто се најдени кај овие пациенти покачени нивоа на пролактин. Што значи дека од една страна делува добро, меѓутоа од друга страна делува и лошо. А на телесната тежина може да влие? Нешто? На телесната тежина, некој да се поправи? На телесната тежина, да, може да делува хиперпролактинемијата на телесната тежина, но повторно се враќаме на причините. Зошто стана пролактинот покачен? Тука ги наоѓаме корените и причините на дејството, па и на телесната тежина. Влие врз метаболизмот на витамин Д, да речеме на калциум? Апсолутно. Тие што се со хиперпролактинемија, најдено е по студиите дека имаат пониско ниво на витамин Д, пониско ниво на калциум, и да се вратам повторно доколку имаме некој процес на хипофизата кој што би го зголемило нивото на пролактин и другите хормони, нели, хипофизни играат улога во целиот овој механизам. Значи не самата хиперпролактинемија. Но се тоа може да доведе до остеопороза доколку трае долго време овој процес? Точно да, точно да. Значи на вистина на многу системи и процеси има влијание. Како се испитува нивото на пролактин во крвта? Може ли во било кој ден од денот да се земе крв и да се направи анализа? Пролактинот има одреден начин на испитување кој што за жал на многу им е непознат и многу често се доаѓаат во 12, во 13, во 14 часот. Некогаш се така и закажани на термин, нели? Јас би сакала конкретно за мојот хормонски профил сите да можат во 8 сата да дојдат, бидејќи хормоните меѓу 8 и 9 часот, нели, при нормален процес на спиење се најбитни и базалното ниво е најточно. Меѓутоа не е тоа секогаш така. Со пролактинот е многу специфично, бидејќи пролактинот е стрес хормон. Тоа значи дека ако некој се плаши од боцкање, од едно обично земање на крв, пролактинот ќе биде покачен. Значи тој преглед ќе помине, до толку е стрес хормон. Оно што е важно за пролактинот е, значи, претходните 2-3 дена, бидејќи нели знаеме дека и пролактинот се произведува, нели, при цицење. Тоа значи дека не треба да се има 2-3 дена сексуален однос претходно. Значи има посебна процедура за вистинскиот пролактин. Сексуалниот однос го покачува? Апсолутно. И сексуалниот однос го покачува. И било кој, значи, напорно вежбање, физичка активност го покачува. Например, ако доцне пациентот и трча претходно. Да. А сите сме нервозни, особено на клиника. Нема паркинг, значи, тука гужва во сообраќај. Јас сама доаѓам нервозна на работа заради тие работи, а камо ли нашите пациенти кои што се под дополнителен стрес. Значи, пролактинот е многу специфично. Значи, мора да се земе наутро, мора претходно. Значи, доколку имате прслуча, доколку е стега брадавицата, ќе даде покачен пролактин. Значи, многу работи кои што нормално дека не ги знаат нашите пациенти. Значи, пролактинот е многу специфична работа и во делот на испитувањето, еве барем кој ме слуша да знае како би требало правилно, значи да се дојде. Правилно би требало половина час да се чека, нели, малку да се подсмири пациентот, кој тоа е вообичаено за сите хормони, ама особено пролактинот е сензитивен на таа. Значи да се седне и да се одмори, најмалку 30 минути минути пред. Она гужва така, знаеме колку може да се одмори, меѓутоа да, треба да биде одморен пациентката особено. Важно колку време по будењето ќе дојде пациентот? Има сега вака, доколку меѓу 8 и 9, нели, предвидуваме дека барем час до 2 претходно се разбудил. И сега тука исто така влијае процесот на сонот. Впрочем, ова е пролактинот со овие други специфични работи кои ги зборувам. Меѓутоа, за сите хормони исто зависи времето на земање, па е за пролактинот особено специфично. Значи, една анализа на која што ќе покаже покачена вредност, не секогаш значи со сигурност покачен пролактин? Ни случајно. Ни случајно. Ни случајно. Вредноста само, значи, затоа има, знаете, во референтните вредности има од до. Така. Нели, не треба да се раководиме точно по тие референтни вредности, меѓутоа, еве, ако земеме во нашата лабораторија, кај жени некаде од 25, мислам дека е до 29 нанограми на милилитар дозволено, нели, од 3 или од 5 до 29. Кај мажи е некаде под 15, секако дека е помалку.
Меѓутоа, ние толерираме, да речем, до 70, па дури до 100 во литературата. Значи, пошто се водиме како препораки е, доколку имаме пролактин под 100 нанограми на милилитар, ги земаме во обзир сите останати работи, односно дали пациентката има редовен менструален циклус. Доколку има редовен менструален циклус, ќе посоветувам уште еднаш да се земе пролактинот понатака, после недела, после две, посочуваме нели како и што треба да се земе, бидејќи навистина стрес хормон. Обично колку испитувања ќе направите за да поставите диагноза? Па од прилика 3. 3. Доколку е под стотка. Аха, доколку е под стотка, значи доколку е благо покачен. А доколку е драстично? Веќе над стотка покажува дека нешто сериозно се случува и тука веќе одиме, прво ги испитуваме сите хормони, и тоа ќе ни даде нели некаква представа што се случува во хипофизата, бидејќи таму се продуцира пролактинот, нели? Ги проверуваме сите хормони и понатака доколку видиме дека нешто не е во ред, одиме на визуализациони методи, односно на снимка на главата, односно на хипофизата. Ајде да ги разгледаме причините кои што може да доведат до покачен пролактин. Веќе споменавте стрес, физичка активност, сексуална активност пред земање на крв. Дали да речеме нарушената функција на тироидната жлезда ќе создаде ваков проблем? Да. Кога ќе видиме висок пролактин, нели реков, тако висок пролактин заслужува комплетна евалуација. Значи, она што се случува е дека хипотиреозата, нели, при примерната хипотиреоза, ТСХ, нели, тироидно-стимулирачкиот хормон е покачен. Бидејќи ТСХ е многу сличен, велиме хомологија во медицината, е многу сличен на пролактинот, може малку хипофизата да се збуни, па и тука да ни даде, нели, зголемена количина на пролактин. Бидејќи се излачуваат на исто место, така? Така, на исто место се излачуваат и тоа, да речеме колку зрно грашак е хипофизата, така да сите хормони ги излачува хипофизата, што не држат, нели, под контрола. Како диригент вела дека е, да? Тоа е прашање за $1.000.000. Значи, тоа сакам да кажам, значи, се проверуваат сите хормони и доколку имаме висок пролактин и висок ТСХ, работата ни е многу лесна. Аха, веќе ви е јасно. Веќе практично ни е јасно дека најверојатно се работи за проблем со тироидејата. Меѓутоа, откако ќе установиме дека, да речеме, ТСХ ни е, нели, нормално, тоа не е причина за покачениот пролактин, бараме други причини. Дали повеќето пациенти кои што имаат покачен ТСХ, односно покачен тиростимулирачки хормон кој што поврзан со функцијата на тироидната жлезда, имаат и покачен пролактин? Не, ретко се случува. Ретко се случува ова, меѓутоа се случува и тоа во сите наши препораки е дека мораме прво да провериме ТСХ по склоп на комплетниот хормонален профил. А дали жените кои што имаат полицистичен оваријален синдром исто така имаат ризик зголемен за покачување на пролактинот? Често пати пролактинот е покачен и кај обезните, да речем, било жени, било мажи, а бидејќи овој полицистичен оваријален синдром кој што сега, нели, од пред недела дена е преименуван, па додадена е ендокринолошка компонента и метаболна компонента, се случува често да е пролактинот покачен и да е тоа една од причините зошто имаме нерегуларни циклуси кај девојките или жените со полицистичен оваријален синдром. Споменавте дека може да се јави тумор на хипофизата. Да. Кога ќе се појави таква промена на оваа жлезда, секогаш ќе се покачи пролактинот? Често се покачува, не секогаш. Значи имаме два типа на тумори. Едниот тип на тумор може самиот да продуцира, да произведува пролактин. И тој тумор го нарекуваме пролактином. Значи тоа е тумор кој што лачи пролактин и кога имаме над 100 или нанограми на милилитар, најчесто се сомневаме на тип на тумор кој што лачи пролактин, односно пролактином. Меѓутоа може да има други тумори кои што не лачат пролактин, лачат или нешто сосема друго, или воопшто не се хормонално активни тумори, но се наоѓаат туморите во хипофизата, кои што практично имаат компресивен ефект. Значи имаме секреторен и компресивен ефект на туморот. Едни може да бидат секреторни, а други може да бидат и компресивни, односно компресивен ефект. И сега каде е тука логиката? Он може и да има и компресивен или секреторен ефект, доколку е доволно голем туморот. Каде е причината? Пролактинот е единствениот хормон кој што делува под инхибиција. Кога би немале инхибиторен фактор, во тој случај пролактинот би се лачал
до бесвест. Значи имаме инхибиција, единствен хормон во нашиот организам кој што делува по пат на инхибиција, најчесто тоа е допаминот, познат е нели како име, или хормонот на среќа, меѓутоа допаминот се лачи во хипоталамусот. И тој треба нели поддршката, не случајно спомнав, нели хипоталамусот, па дршката на хипофизата, па хипофизата. Доколку туморот прави компресија на дршката на хипофизата, ќе го спречи. во тој случај немаме инхибиција на пролактин. Значи не се спречува лачењето, да прави компресија, че прави притисок и хормоните од хипофизата не доаѓаат не може стигна до жлезата. Од хипоталамусот, не доаѓаат до хипофизата. И практично тоа е откочен механизам каде што пролактинот се лачи во големи количини. А дали нарушената функција, наречеме, на бубрезите или на некој друг орган ќе доведе до нарушена, до зголемени вредности на пролактинот? Да, но не би биле вредности големи колку туморските вредности. Зошто? Прво, зошто би биле зголемени? Заради тоа што нели бубрезите и црниот дроб се чистачи во нашиот организам, нели? И тие пролактинот кога ќе си обави својата улога си го изфрлаат нели надвор, едните нели преку бубрезите, другите преку изметот. Во овој случај кога не функционираат овие два органи, пролактинот го има во релативен вишок. Значи тука не е проблем создавањето или инхибицијата, туку елиминирањето, односно како се продуцира, нели треба и да се исчисти. Во овој случај чистењето на пролактинот е намалено. А има ли некои тумори во организмот или пак малигни ткива кои што може да излачат пролактин? Секогаш може. Со тоа се соочуваме и тоа релативно тешко го лекуваме, меѓутоа може да се случи, исто како што може да се случи тумор или метастази да произведат инсулин, исто така како што може да произведат кортизол, исто така можат калциум да произведат. Значи тоа се оние слични, значи лачат самите метастази на сосема друг тип на тумор да лачат супстанции кои што се многу слични на ова. Професорке, што е со лековите што ги примаме? Има ли групи на лекови кои што го покачуваат пролактинот? И тоа има. И тоа е обично втората работа, кога ќе видиме, да речеме, пред да пристапиме кон визуализациони, односно кон методи кои што може да ни кажат дали има тумор или нема, ние обично, нели, земајќи анамнеза, прашуваме какви лекови земаат. Значи, многу често си имаме работа со психијатриски дијагнози, дури не мора се психијатриски или анксиолитиците малку помалку, меѓутоа знаат допамин антагонистите, односно оние лекови кои што се земаат за биполарно расстройство или кои што се земаат за било кој тип на психијатриски пореметувања, тие се смирувачи на допаминот, нели? Допаминот е хормон на среќа, нели? И сега хормон на живост. Меѓутоа, овие лекови што ги даваат психијатрите, кои мора да ги дадат за одредени нели психијатриски состојби, тие го смируваат нашиот организам, нели? Тоа е целта на овие лекови. Меѓутоа, смирувајќи го организмот и третирајќи ја, да речеме, една шизофренија или што и да е, нели, од нивната патологија, ни прават белја со пролактинот, бидејќи ни го снемува инхибиторот, нели? Дали и антидепресивите може да доведат до ваков ефект? Да. А што е со лековите за покачен притисок? Има вистина дека и тие може да доведат до ваква состојба, до покачен пролактин? Па, во принцип, повеќе овие лекови што ги спомнав делуваат. Меѓутоа може да делуваат и калциум антагонисти, например, може еден верапамил да даде проблеми со пролактинот. Може регланот, може инхибитори на протонските пумпи, значи секој по посебен механизам. Значи дури лекови за желудник што се? Апсолутно. Значи регланот може да направи хиперпролактинемија, да не речем кај мажите дека гинекомастија, спиронолактонот кој што се дава. Па, тоа е благ диуретик, повеќе се дава, нели, за спречување на секундарна адренална инсуфициенција, кај кардиолошките болни, кај срцева слабост, многу често. Значи, ние мораме една комплетна анамнеза да земеме. Значи, таа хиперпролактинемија е многу комплицирана. Многу. И кога ќе ни дојде маж или жена, особено маж, нели, бидејќи еве, кај жените малку сме и као понавикнати на стрес, и тироидните заболувања се почести и така натака, меѓутоа кога ќе видиме кај маж покачен пролактин или евентуално гинекомастија, тоа е состојба која што нели ги зголемува градите. Тоа кај нас жените многу не може да се забележи, меѓутоа кај мажите и како се забележува, значи доаѓа маж со едната или двете гради зголемени. И тука кога почнува тој процес на откривање што е причината, многу често е еден од лековите кои што вака навидум немаат никаква врска со пролактинот.
Значи мора детално да Многу. се предочат сите Многу. лекови кои што се земаат. Да. А може ли дефицит, да речеме, на некој витамин да доведе до нешто вакво? Кој и што и да се случи, значи во делот на B6, хиперпролактинемија никогаш нема да надмине таа голема граница 100 или барем 70, што ја Секогаш ќе кажам. биде во она умерена. Значи секогаш е во она наш дозволен лимит, да речеме во нашата дозволена граница колку што може. Значи не трчеме никогаш, барем ние ендокринолозите, гинеколозите знаат да се малце ќе видат покачен пролактин, ќе дадат лек, нели, да се намали пролактинот, ќе се поднамали, ма тој пак ќе се покаче, нели, мора да се види што се Причината, случува. што довела. Значи кога кај нас ќе дојде, кога кај ендокринолог ќе дојде висок покачен пролактин, многу сериозно ја сваќаме работата бидејќи е наша патологија и одиме до крај да видиме што се случува и зошто е тоа така. Дали пациентите со покачен пролактин секогаш имаат симптоми? Наброевте дел од симптомите, но да нередовен менструален циклус. Дали кај жените секогаш ќе се јави млеко во дојките и покрај тоа што не се бремени? Не, секогаш се јавува млеко, воопшто не. Значи најчесто во нашата амбуланта доаѓаат не заради млеко во период кога нема лактација, нели, кога немаме бебе. Тоа се случува, меѓутоа најчесто доаѓаат заради пореметен менструален циклус. Да речем во 90 и кусур проценти доаѓаат затоа што менструалниот циклус им е пореметен. И тука правиме комплетна хормонска палета и тука веќе, нели, почнуваме со нашата евалуација зошто е тоа така. Можат жените да забременат со покачен пролактин? Па знаете што Или е има причина за жени кои стерилност? што не може, меѓутоа никогаш тоа не е толку многу покачен. Може да забременат, меѓутоа е ретко. Ама знаеме да речеме дека нели има жени кои што да речеме родиле 2 деца во рамките на 1 година. Значи само што се породила, па после многу кратко време останала бремена и после година и пол веќе имаме второ бебе. Значи може да се откочи овулацијата и на тој начин, нели? Ние не сме роботи, не сме компјутери. И во медицината 2 и 2 никогаш не се 4, нели? Се може да се случи. Меѓутоа е ретко. А кај момчињата и девојчињата може ли да биде задоцнат пубертетот, бидејќи е покачен пролактинот? Да, меѓутоа повторно се навракам. Мораме да ја најдеме причината на покачениот пролактин. Сам по себе никогаш не оди тој. Никогаш сам по себе не се качува толку многу. Да проговориме за симптомите, доколку некој има, на пример, тумор на хипофизата, дали ќе чувствува главоболка? Главоболка може да чувствува и не мора. Бидејќи зависи да речеме, главоболка може да чувствува доколку имаме навистина голем тумор, кој што излегува од турското седло, нели, хипофизата е сместена во едно коскено седло, се вика турско седло, и доколку е туморот голем, нели, експанзивен раст, и тогаш може да се чувствува главоболка. Ќе се јават некакви проблеми со видот, бидејќи Со во видот близина на секако, очите? повторно доколку се работи за тумор, бидејќи хипофизата е сместена точно меѓу видните патишта, позади во окото. Така да многу е блиску до оптичкиот нерв, до очниот На нерв. какви проблеми со видот, нарушување со Најчесто диплопија, дупло гледање. Или дупло гледање или половина испад на видно поле. Значи сите тие работи ги земаме во обзир. Бидејќи доколку се работи за тумор, тој притиска на очниот нерв, така? Тука е се е сместено за носот, барем во предниот дел на главата и на мозокот. И често пати се случува видот да има пореметување на видот, има или двојни слики, но почесто имаме хемијанопсија, се вика половина видно поле, значи едната половина или другата половина, зависи, нели, кој дел од оптичкиот нерв, кој е притиснат, се случува да имаме, да не гледаме лево или десно. Се случува жените кои што дојат по прекинот на доењето и понатаму да имаат млеко во дојките, ќе притиснат и ќе излезе капка млеко. Тоа значи дека пролактинот не се нормализира? Не мора да значи, може само да значи дека, например, тоа се случува кај жени кои што дојат по 2-3 години и веќе каналите или нели повеќе бременности, повеќе деца поред, каналите се малку нели млечни, омлитавени и така натака, не мора да е покачен пролактинот воопшто. Често пати и не е, престанале со доење. Но наше, сето тоа да го провериме, нели? Некога жените проверуваат, па ги притискаат дојките да проверат дали имаат млеко. Да проверат. Тоа може ли да доведе па до покачен пролактин? Не до толку. Не до толку, но сепак може. Може. Меѓутоа, затоа велам, многу работи доведуваат до покачен пролактин. Од едно обично боцкање и земање крв за лабораторија. Така да, има тука многу работи кои што треба да се знаат и да се почитуваат. Има ли пациенти кои што немаат никакви симптоми? Ретко. На покачен пролактин секогаш има симптоми.
покачен. Така. Многу покачен. Умерените покачувања не се забележуваат никакви знаци? Например, кај повозрасни жени може да е тоа умерено од стрес. Кај мажи исто така, доколку стрес. Сакам да кажам, не мора да, ама веќе кај мажите што ги носи кај нас, во главном лековите. Не исцедок од млеко. Многу ретко треба многу долго да мажот, значи да постои вистинска дојка кај мажот. Вистински развој на жлездено ткиво, нели, они не се приспособени за доење. Така за да се направи млеко кај маж треба многу време да не се јавил на лекар за таа работа. Значи мажите се јавуваат порано. Тие ќе забележат, нели, побрзо испакнување на едната дојка или на двете. И трчаат веднаш на доктор. А доколку се јави еректилна дисфункција? Тоа да. Тогаш се испитува исто и пролактин кај мажите? Значи ние се испитуваме. Значи било каков проблем кога се случува, особено од овие сексуални дисфункции, сите хормони, и тестостеронот, и хипофизните хормони, значи сите хормони ги испитуваме. Ќе биде намалена мускулната маса кај мажите, влакнистоста, сето тоа е поврзано. Така. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат од овој момент во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна. Можете да поставите прашање кое што е поврзано со пролактинот, со хипофизата, но секако и останатите ендокринолошки проблеми. Разговараме со професор доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот. Професорке, кога ќе се постави дијагноза, како се пристапува, доколку нема тумор на хипофизата? Дали ке пациентот секогаш се дава некаква терапија за да се намали овој хормон? Во принцип, доколку установиме дека нема тумор на хипофизата, доколку постои ановулаторни циклуси, доколку постои, нели, ова што го кажавте, полицистичен оваријален синдром, доколку постои нерегуларни циклуси, по правило не би требало да даваме лекови за пролактинот. Меѓутоа, понекогаш знаеме и да дадеме со цел да се воспостави регуларен циклус. Друга приказка, значи бараме причината за нерегуларниот циклус на друго место. Доколку немаме тумор, значи практично немаме ние нешто што лачи пролактин. Нели, причината треба да ја бараме на некое друго место. Сега покомплицирано е ова лекување кога зборуваме за невропсихијатриските болни. Каде што терапијата не може се прекине. Така, значи она што најчесто го правиме сега во ова време, нели, има поселективни. Значи тие лекови по природата на лекот, како што се допамин антагонисти, по природата на лекот тие го покачуваат пролактинот. Нели? Не прават нашата белја. Меѓутоа, од друга страна, тие мора да ги примаат тие лекови. Нели? Одиме, како и за се во животот, па и во медицината, одиме по приоритет. Нели? Се лекува болеста и се остава да се лекува болеста, која што е навистина, нели, во моментот многу побитна. Тие даваат, психијатрите често пати даваат не само еден, не само два, не само три, не само 4, одат и до 5 и до 6 лекови, за да ја смират основната психијатриска болест. Сега, доколку се работи за мал број на лекови, ние знаеме да ги пратиме на психијатар или назад кај својот психијатар да се проба со некој да речем, по-нов лек, кој што е малце по-селективен, бидејќи се ова се знае, нели, фармацевската индустрија е тука вклучена и одат на лекови кои што се да речем, помалку делуваат, нели, на ова што го зборуваме, на овој несакан ефект на лекот. Меѓутоа, многу често не може, или ќе се постигне некоја стабилна состојба, нели, кај пациентот со таа терапија, каде што практично нам рацете ни се врзани, од друга страна имаме жена во репродуктивен период. Ајде да речеме, еве, кај маж можеме, сега нека ми простат мажите, нели, ама и малку да ја ставиме под тепих, нели, таа еректилна дисфункција или не знам што, и покрај тоа што не е така, баш не е така лесно, да, не е така едноставно. Меѓутоа, кај жените не смееме да ги оставиме без циклус, бидејќи, нели, тоа се млади жени, доколку се млади жени, доколку се во менопауза, тоа не е проблем. За жал, многу од овие психијатриски болни се навистина млади, кои што си имале редовни циклуси, кои што имаат матка и кои што мора да менструираат. Бидејќи над 3 месеци доколку не се воспостави менструален циклус, веќе тука опасноста, нели, од ендометриален, нели, тумор е многу поголема, бидејќи има пролиферативно дејство ендометриумот на вагината и на матката, што значи дека не смееме да ги оставиме без циклус. Во принцип,
по сите препораки не треба да ги даваме овие лекови, туку треба да одиме со контрацептиви. Не секогаш е тоа прифатено така од нашите пациенти, нели, ние објаснуваме, зборуваме, меѓутоа не секогаш е тоа така. Па понекогаш еве оф-лейбл, нели, одиме со некоја минимална доза на овие лекови, не смееме да ја пореметиме, нели, функцијата на оние останатите, кои што се изворно оваа состојба. И во тој случај одиме со минимална доза која што, да речем, ќе доведе до менструирање. Прилично комплексно. Многу. А што е со жените кои што дојат, сакаат да престанат со доењето, но млекото не запира? Дали во таков случај е неопходно да се даде терапија? Па и неопходно, дали е неопходно? Да, можеме краткотрајно да одиме со овој тип на лекови. Можеме, многу краткотрајно и едноставна лактација. Тамо веќе пролактинот е уреден. Тоа веќе си е пролактинот уреден. Мислам, цицењето е повеќе од, нели, да речам, емотивен дел после година и пол, две. Значи, немаме некоја голема продукција на млеко, нели? Жените тогаш некогаш ги притискаат градите. Така е, добро, тоа е така. Но тоа може пак од друга страна го покачи пролактинот. Може, точно така може. Или сексуален однос може, сето тоа може. И тоа в рекорд, меѓутоа можеме да дадеме така. Мала доза на еден од овие лекови за да сосема запред доењето. Велат дека се прилично непријатни овие лекови. Пациентите тешко ги толерираат. Да. Во нашата земја има, всушност, за жал, во нашата земја нема ниту еден од овие лекови. Се купуваат од страна или аптеките ги носат од странство. Имаше, верувам дека оние кои што си ја имале оваа мака го знаат бромергонот, односно бромокриптинот, кој што веќе подамна го нема. Тој е доста сигурен лек. И со него се имаше практично најмногу несакани ефекти на хипотензија, значи паѓање, нели, на притисокот, чувство на лошење, мислам, навистина многу лошо делуваат, дури до колабирање на жените, и затоа кога ги дававме тие лекови, ги дававме многу постапно. Да речеме, со четвртинка, со некои дози навистина многу мали, еднаш четвртинка на ден, па два пати по четвртинка после недела дена и така натаму. Меѓутоа, тој лек веќе е скоро подзаборавен на сметка на еден друг лек кој што се нарекува каберголин, кој што многу помалку. Па ја скоро во последниве 10 години немам жена да се пожалила од оваа работа. Со вториот лек, кој што се пие еднаш неделно или два пати неделно. Се постигнуваат посакуваните резултати секогаш? Многу е мокен, да. А што е доколку се утврди дека туморот на оваа жлезда доведува до покачен пролактин? Дали е неопходно да се оперира и да се отстрани овој тумор? Сега и тука и за тоа постојат препораки. Значи, порано беше дека секој тумор над 1 сантиметар, тоа го велиме макропролактином, под 1 е микропролактином, под 1 е макропролактином, доколку се работи за ова, дека мора да се оперира. Меѓутоа, последните години ние се обидуваме со овој тип на лекови кои што ги спомнавме, кои што се навистина толку мокни, ги даваме во поголема доза и самиот тумор се намалува. Може сосема да исчезне? Може дури и да исчезне, да. Колку време би траела таа терапија? Колку време следите? Терапијата е скоро па над 2 години, може би до 10. До 10? Терапијата е долга, да. Меѓутоа се спречува, или сепак операција. Се прави најнапред магнетна резонанца, предпоставувам, да се види жлездата? Значи, само со магнетна резонанца на хипофизија следиме оваа работа. Како се проценува дали е бениген туморот, дали е... Па во 99% се бенигни овие тумори. Кога со операција, само во екстремни случаи? Само во екстремни случаи, кога е толку голем туморот и кога има компресивен ефект на останатите структури. Дури, да речем, имаме еден случај каде што туморот беше околу 5 на 6 сантиметри. Сметете, значи, хипофизата е 0,5. Да, како... А ова е 5 на 6 сантиметри. Туморот, значи, беше излезен од, нели, турското седло и исто така зафатени сите околни органи. Меѓутоа, ете, тоа ми беше единствен случај да проучитам над 40.000 пролактин. Над 40.000. А до 100 толерирате? Да, над 40, значи машината веќе не го фаќаше, јас не знам како стасало и до 40.000. Меѓутоа реков, ајде ќе се обидеме да пробаме со голема доза од овие лекови, поголема доза, скоро најголема. И мислам дека за некаде околу 6 месеци дојдовме до 3 на 3, видното поле му се подобри и така натаму.
И сега си понатака сум за операција, бидејќи 3 сантиметри после 2 години е голем тумор, ама одбива пациентот. Одбива пациентот, да. Се плашат? Секако. Да. Секако. Откако ќе се, споменавте до 10 години може да прима пациентот терапија. Откако ќе ја прекина, постои шанса повторно тој тумор да почне да расте? Па сега гледаме за тие 10 години да го решиме некако проблемот, бидејќи сепак и 3 сантиметри голем тумор е така. Не е баш така едноставна работа. И сега сум до 4-та година со овој пациент, па ќе видам на 10-та да сме здрави и живи, ќе така, кажам. Се надевам дека секи излезе. Се надевам јас. Како што посакувате и пациентот така. и вие. Сега кога зборуваме за хипофизата и пролактинот и жените во менопауза, има ли вистина дека кај нив пролактинот се намалува во овој животен период? Се намалува во овој животен период. Практично сите жлезди полека си ја, да речем, не губат функцијата, меѓутоа се намалува. Се намалува полека и кортизолот, се намалуваат сите хормони. Естрогените веќе ги немаме, барем што ако зборуваме за жени. Знаеме многу добро дека и тестостеронот се намалува кај мажи, така да има термини и за тоа. И надбобрежните жлезди лачат помалку, значи нормално како и, значи веќе ние и не сме толку активни, нели, генерално. Како старееме и коските не се толку активни, малце го успоруваме животот и така треба, нели? Дава ли симптом пак намаленото ниво на пролактин? Никогаш не би помислиле дека е нешто тоа се. Значи тоа е сепак ретко, претпоставувам. Да, нешто посебно не дава. Значи замор, опаѓање на коса малку, да речеме, знае, да речеме влакната по целото тело да подотпаднат. Меѓутоа, со текот на годините не мислам, последна работа би ни било, доколку не се работи за тумор, нели, пролактинот да и се секираме дали е намален. Дали може со оваа терапија што давате да се намали пролактинот, всушност пациентот да отиде во оваа состојба премногу да се намали? Да, така, значи ние кога даваме, затоа ги викаме на контрола, нели? И сепак ја местиме дозата, ја цитрираме, ја штелуваме, што би се рекло дозата. Има лекови што го покачуваат пролактинот? Постои ли група лекови пак што го намалува? Освен, лек што би го намалил пролактинот директно не постои. Како лек. А што е со жените кои што се породили и треба да дојат да имаат намален пролактин? Дали тие ќе успеат да воспостават лактација? Не, жените ако после породување престанале да дојат или не доеле, никогаш не се јавуваат кај нас за да видат што се случува со пролактинот. Едноставно, барем во денеш, порано и повеќе се обидувале. Бар така мислам, или јас кога раѓав. Се мислам дека тогаш повеќе сме придавале значење на доењето. Сега некако гледам, еве и по пријателките на мојата ќерка, некако многу лесно се откажуваат. Да. За жал. Затоа ние чисто пати тука во Телма амбуланти во магазинот за родителство 0+ месеци правиме емисии за доењето за да се го апострофираме бенефитот, бидејќи треба да се крене свесноста за доењето и за бидејќи има користи за мајката. Секако. И за бебето. Така е. Навистина, оние кои што дојат потоа ќе имаат подобар хормонски статус? Подобар хормонски статус може би не, меѓутоа тоа е природата наша на жените, значи да доеме и самото млеко, значи самото доење тука и пролактинот си има улога, нели? Затоа велиме дека нели имунитетот е поинаков кај доенчињата, односно кај новороденчињата кои што нели пијат мајчино млеко. И емотивната компонента, меѓутоа и хормонската компонента е битна. Да се навратиме на намаленото ниво на пролактинот. Дали да речеме некои повреди на главата, удари би можеле да доведат до некој ваков проблем? Секогаш и кога имаме тумор, без обзир на се може да се намали пролактинот. Јас кажав еден случај кога се зголемува, меѓутоа при политрауматските состојби, при сообраќајните несреќи и така натака, тука веќе сите хормони страдаат. Така. Колку често пациентите криваат паника откако ќе забележат дека пролактинот им е покачен после само едно мерење? Многу. Многу често. Многу често, леле, пролактинот ми е покачен. Да речеме, ако е во нашата лабораторија до 29, тие ќе видите, ма 30, ма видете доколку 30. Често, меѓутоа, некако не се медицина, затоа велам од до има, значи не е тоа една апсолутна вредност, значи има од и до. Особено затоа што хормоните, скоро па сите хормони се стрес хормони, навистина. Освен репродуктивните, скоро па сите останати се стрес, дури и тироксинот е стрес хормон, пролактинот веќе да не зборуваме, кортизолот, тестостеронот.
И тестостеронот. Апсолутно. Така? Тој е стрес хормон, да, и тој се покачува, па како? Некои жените кои што вежбаат, например, тестостеронот е многу повисок. Не знам дека тестостеронот е стрес хормон, во секоја емисија затоа учиме по нешто ново. А кога се испитува пролактинот, има ли уште некои хормони покрај пролактинот што ги правите во палетата за да се испита состојбата на пациентот? Ние ги правиме скоро сите хормони, барем што се работат кај нас. Значи, сите хипофизни хормони, ТСХ, нели го споменав, тоа е хормонот кој што делува на тироидната жлезда, стимулира да лачи. АЦТХ, адренокортикотропниот хормон, кој што делува на надбобрежните жлезди, нели, ги стимулира да лачат. ФСХ и ЛХ добро познати, нели, женската популација, па и на машката, значи фоликулостимулирачки, лутеинизирачки, кои се одговорни за продукција на естрогените и на тестостеронот. Тука ни е пролактинот, значи се хормонот за раст. Хормонот за раст исто така се лачи и се испитува се бајле доколку имаме потреба сега. Тука малца нели е поспецифично кај хормонот за раст, бидејќи и тој сите овие се лачат пулсатилно. Сите се лачат, различни им се вредностите во текот на денот. Едни се бајле, други се на пладне, трети се навечер, четврти се вредностите средноки. Затоа всушност следењето на овие хормони го прави прилично комплицирано. Така е. Колку често имате пациенти кои што се явуваат во амбулантите за ендокринологија, кои што се жалат на проблеми со хипофизата? Дали е тоа чест? Сега пациентите не се ни разбираат, нели, и не треба, нели, за различни професии што се хипофизните хормони, меѓутоа они знаат дека нешто не име во ред со тироидната жлезда, па се јавуваат за тоа, нели, па ние знаеме што да испитаме. Или еве, особено репродуктивните функции, особено нели жени кои што имаат нередовен менструален циклус, тука си оние жени кои што имаат акни или имаат зголемена влакнатост, пак нели во склоп со овој синдром, дебелината, за дебелината те зборувале нели милион пати и нонстоп ја зборуваме како вистински проблем. Значи сите овие си доаѓаат кај нас со било каков проблем, а сега ние тука земаме цела палета и решаваме што е проблемот. Така. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Во следното ваше гостување би сакала да преговориме за синдромот на полицистични јајници, кој што сега доби ново име. Некако од гинеколошкиот аспект се префрли во чисто ендокринолошката зона. Значи, јас пред некој ден се вратив од Прага, каде што беше Европскиот ендокринолошки конгрес и свечената најава на промената нели на името, односно на признавањето на малце поинаквото потекло на полицистичниот оваријален синдром, конечно мислам дека си го доби своето место, бидејќи сите тие доаѓаат одат кај гинеколог, меѓутоа сите тие доаѓаат и кај нас. Сегашното име е само со промена од една буква, место ПЦОС као синдром, сега е ПМОС. Меѓутоа тоа не значи полицистичен, него значи полиендокринолошки метаболен оваријален синдром. Значи по сето ова сега можеме да заклучиме дека полицистичниот нели оваријален синдром е и ендокринолошки ентитет, дека хормоните се пореметени, и метаболен, бидејќи овие пациенти се на работ на предиабетес, на работ на диабетес, на работ на метаболниот синдром, и секако овариумите се тука како, да речеме, органот кој што е најзасебнат од таа работа. Така да имаме промена. Така имаме промена за кој што детално ќе проговориме во едно од следните изданија на Телма амбуланта. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во денешната емисија. Ви благодарам и вам на поканата. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание и ви посакувам пријатен ден.